Посетата на спомен собата на Дедо Митко, долгогодишен ороводец на фолклорната група Копачка, лоцирана во Белчанското мало во село Драмче, го стартува одбележувањето на 5-годишнината од впишувањето на орото Копачка на репрезентативната листа на нематеријалното културно наследство на УНЕСКО. Ова место го сметаме за срцето на Копачката. Овде се најизворно, најоригинално се играло во еден дух на дури несвесно тогаш зачувување на ова фолклорно добро, за да стане тоа и да биде не само пијанечко, не само национално, туку и светско културно наследство. На централниот настан настапија, освен Копачката, и 7 фолклорни друштва од соседна Бугарија и од источниот дел од Македонија. Традиционалните ора и песни се на репертоарот на учениците. Жените играат песни, ще пеат на оро, а ние с една песен, мажете. Уникатноста на начинот на изведба на орото Копачка е специфичен, тврдат членовите на фолклорната група Копачка од Делчево, која ги негува традициите и обичаите од овој регион. Секој не може ова оро да го игра, што патем речено е машко оро. Орото Копачка го извојувам по своите карактеристики, што секој не може да го игра ова оро, тоа е специфично оро кое е машко оро. Машко оро Копачка. Го играат и жените, но претежно си е машко оро Копачка, село Драмче. На почетокот само мажите се го играле. Да се зачува традицијата е императив. Младите со ентузијазам и несмален жар се идните носители на фолклорното богатство од овој дел на Македонија. За мене Копачката значи нешто традиционално, од кое може да се научи многу. Самото оро Копачка што е многу значајно во нашиот регион. На 27 ноември 2014 година во Париз на 18-та пленарна сесија на меѓувладиниот комитет на УНЕСКО за нематеријално културно наследство беше донесена одлуката за впишување на бисерот Копачка, соборско оро, машко и женско од село Драмче, пијанечки регион, во престижната репрезентативна листа на УНЕСКО за нематеријални културни наследства на човештвото.